Благодарам, поштовани представници на медиумите. Како што кажа и Антонио, денес продолжуваме со кампањата за парламентарните и председателските избори. Денеска се спојуваат повторно двете кампањи. Продолжуваме тука во Струмица, каде што планираме големи проекти по формирањето на влада предводена од ВМРО-ДПМН. Повикувам сите граѓани да ја прочитаат нашата програма, платформа 1198, каде што нудиме решенија за најкрупните проблеми на граѓаните, пред се во делот на владење на правото и воспоставување на функционален систем на владење на правото и правна држава, понатака економскиот развој, решенија за состојбите во образованието и во здравството, подршка за пензионерите, но и за најмладите преку проектот Купи куќа и бројни други проекти кои што ги имаме во платформата 1198. За нас е огромна привилегија подршката која што ја добивме вчера. Сметаме дека резултатот кој што вчера го постигна Гордана Силјановска-Давкова и ВМРО-ДПМН е обврска во следните 2 недели уште поинтензивно да се среќаваме со сите кои што сакаат да се сретнат со нас, да го објасниме нашиот концепт и визија и да ја побараме поддршката. Очекувам на 8 мај да има убедлива победа за Гордана Силјановска-Давкова и најмногу пратеници за ВМРО-ДПМН, кои што ќе овозможат стабилна влада, која што нема да биде оценувана од никого и кои што ќе овозможат во опозиција додат и СДСМ, но и политичката партија ДУИ. Особено сум среќен како носител во 4-та изборна единица, што имаме победа во Струмица. Тоа мислам дека е голем сигнал, не само за Струмица, не само за струмичката околија, туку за цела Македонија. Победата во Струмица за мене е најдрага од сите победи вчера. Сакам да се заблагодарам на тимот позади мене. Во следните 2 недели ќе работиме уште поинтензивно, за да имаме уште поубедлива победа и Струмица конечно да го добие она што го заслужува, а тоа е економски развој и воведување на функционална правна држава, каде што ќе има јасно владење на правото, а не она што се случуваше во годините наназад. Благодарам и повелете ако имате прашање. Може прашање? Да, повелете. Вака, вие сте носител на 4-та изборна единица на ВМРО-ДПМН. Вака освоените гласови, ако се преточат во пратенички мандати, што би значило? Па мислам дека е неблагодарно да се прави таква. Да, знаеме, но... Според ќе одговорам и со бројки, но само ако ми дозволите, мислам дека е неблагодарно да се прави таква споредба, имајќи предвид дека се работи за различен тип на избори. Јас можам да ви кажам, прв пат досега не сум зборувал што очекувам како резултат во 4-та изборна единица. Досега се воздржував. Мислам дека ВМРО-ДПМН ќе освои помеѓу 12 и 13 пратеници во 4-та изборна единица и тоа е резултатот на кој што ние целиме. Да, и уште едно прашање е дали е можна коалиција со Арбен Теревари, со оглед дека синоќ имало комуникација Мицкоски Теревари, му честитеше за успехот. Да, денес има нешто ново. Тоа е владата што ние сакаме да ја видиме после 8 мај. Влада предводена од ВМРО-ДПМН, во кој што нели во Македонија е непишано правило дека мора да има партнер од условно кажано албанскиот политички кампус и би сакале ова коалиција на така наречена сегашна албанска опозиција или ВЛЕН да се обедини заедно со нас и заеднички ја формираме влада, така што новата влада радикално расчисти со сето она што е во моментов владење во Македонија и од СДСМ, но особено од ДУИ, затоа што во моментов ДУИ владеја со Македонија и ДУИ се вистинските газди на Македонија и мора на тоа ставиме точка.